она за што пред малку зборуваа родителите на загинатите деца во обвинителството, овде го зборуваат и пратениците од опозицијата и тие обвинуваат за непостапување за време на овој мандат на министерот за внатрешни работи, за се тоа што се случувало околу дискотеката која со години работела нелегално. Го обвинуваат и за селективно постапување во истрагата, односно дека не се опфатени актуелни функционери, особено од МВР. Како што кажа веќе и ти, 5 клучни основи од интерпелацијата која се состои од 10 точки се однесуваат точно на Кочанската трагедија. Министерот пак се брани дека ништо од ова не е точно, дека тој веќе има, иако таа лиценца била нелегално издадена за време на неговиот мандат, една од кривичните пријави во истрагата сега е поднесена токму за тоа. Зборуваше по сите основи и негираше дека истрагата се води селективно. Да слушнеме дел од нивните изјави. За неговата некадарност од аспект на неговите карактерни особини доволно говори фактот што тој досега не ни помисли да понуди оставка од морални причини, нешто што го правеле претходни македонски министри во слични ситуации кога сме имале вакви хавари. Интерпелацијата ја темелиме на 10 основи, од кои 5 се поврзани со трагедијата во Кочани, а останатите 5 се промашувања и непрофесионални действија кои не се поврзани со Кочани. Една од грубите манипулации кои што се обидува да им се продаде на македонската јавност е дека не одговараат сегашни функционери. Но факт е дека беше уапсен по наредба на јавен обвинител актуелен градоначалник, факт е дека беше уапсен по наредба на јавен обвинител и се уште е на издржување на мерка притвор актуелен министер, факт е дека беше уапсен актуелен директор на дирекција за заштита и спасување, факт е дека беше уапсен актуелен командир на полициска станица. Тоа се факти. Социјалдемократите најавија дека ќе ја поддржат интерпелацијата за Тошковски. Тие во своето обраќање обвинија и за голем број други случаи, вклучително и актуелниот со братот на градоначалникот на Газибаба кој беше фатен во брзо возење и кој подоцна интервенирал да не му биде поднесена пријава. Министерот одговори дека веќе му е одземена возачката дозвола и поднесена соодветна пријава, а кривична пријава денеска ќе добие полицаецот кој не постапил по закон. Исто така социјалдемократите обвинија и за дека е нарушена безбедносната состојба на целата држава, особено во Прилеп. Да чуеме дел од нивното обраќање. За време на мандатот на Тошковски во Прилеп се запалени 24 возила. Опожарен ноќен клуб, во дворот кој е фрлена бомба. Во друга е поставена експлозивна направа, а угостителските објекти станаа мегдан за насилство и оружени пресметки. Со ДПМН Прилеп стана опасно и небезбедно место за живеење. Овде се пријавени 30 пратеници за збор, вклучително и пратеници од власта и од опозицијата. Има пријавени и од ДУИ, кои пред само 3 месеци и самите има интерпелација за Тошковски, но таа не помина. Се очекува дека и ова најверојатно нема да помине од причина што нема доволно број на гласови, но ова е можност да си ги кажат сите своји забелешки за работењето на министерот Тошковски.